Гости во денешново издание на утринската програма Деница се Марина Коруновска и Кирил Стојчевски, кои го организираат концертот на Звончиња, односно тука е Марина како организатор на концертот на Звончиња, кој што ќе се случи на 17 април, а вие се јавувате како соработник. Добро утро и ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата за вака да можеме пред битолчани, пред пошироката јавност да го најавиме овој интересен концерт каде ќе настапат најмалите. Добро утро и кажете им што точно ќе се случува на 17 во големата сала на Центарот за култура. Добро утро на сите, добро утро на битолчани, добро утро на сите во вашата куќа. Ви благодарам уште еднаш што секогаш сте тука расположени за да ги покриете нашите концерти и сте заинтересирани за сето она што го прават Звончињата. Овој концерт на 17 април е 10 години од постоењето на детскиот хор Звончиња. Херојски издржавме низ овие сите турбулентни времиња кои што се и сме особено горди што овој концерт се размислувавме на што да го посветиме овој концерт кој што ќе се одржи на 17 април и решивме тоа да биде на македонска музика. Македонската музика сме ја поддржувале, класичната македонска музика, концертите на Тоше, но овој пат се одлучивме тоа да биде изворна, традиционална музика и затоа се решивме со колегата Кирил Стојчевски, пошто тој е етномузиколог, колега кој што ја познава македонската музика, да ни помогне во тоа и неговата школа Хармоникум да биде дел од нашиот концерт. Дали тоа значи дека ќе има изворна македонска музика и малите гласчиња ќе изведат таа прекрасна наша македонска музика? Да, целта ми беше затоа што имаме наплив од разна странска музика, а нашата музика веќе се заборава на некаков начин и јас сега дојдов до заклучок после ова дека и родителите на децата некои од песните кои што ќе ги изведуваме на концертот не ги познаваат и тоа ми беше уште поголема желба и предизвик поголем за да се посветиме точно на оваа музика. Се надеваме, разговаравме со колегата Стојчевски, овој концерт да прерасне во еден традиционален концерт, каде што пролетните концерти би биле на Звончињата, би биле заедно со школата Хармоникум на професорот и да можеме таа македонска изворна музика да си ја негуваме, затоа што корените ни се она кое што ни е најбитно. И нормално преку најмалите. Ако тие не си ја познаваат музиката, што понатаму? Значи, културното отворање, односно отворањето на битолската културна сцена ќе биде токму со Звончиња. Ќе учествувате со Хармоникум. И како одеа подготовките, предпоставувам дека имаше многу интересни предизвици. Пред се добро утро и од мене, поздрав до гледачите, поздрав до вашата екипа. Што се однесува до овој концерт, како и секој концерт, си бара особено внимание и подолго трајна работа, се разбира и подготовка за да биде секако што треба. Кога станува збор за нашиот дел од работата, музичкиот дел од работата, професорката си работи со Звончината, дечките од мојата школа солидно си ги имат подготвено песните, така во еден скромен аранжмански стил, да звучат што по-македонски и да звучат што поизворно, бидејќи се работи за песни од различни стилски епохи, меѓутоа сите припаѓаат на еден дел од градската традиција и се надевам дека тоа ќе биде доста солидно, па повелете да слушнете како ќе изгледа. Дали ќе може да откриеме кои песни ќе се изведуваат? Секако. Ќе се изведуваат песни Карамфило, Филфило, значи тука учествуваат многу интересно, јас пак ќе се навратам малку, многу е интересно што дечињата од 3 до 5 години, кои што се најмалиот хор во Македонија, кој што воопшто постои, со многу големо задоволство ги изучуваа сите песни. Тие ќе беат Ајде бегаме Моривасе, Карамфило, Филфило, Звончиња 2, Преспанските звончиња, Не се бели маре, мори не се црви. Значи, сите заедно ќе пееме Сношти поминав, заминав, песни кои што ги познаваме, а и не ги познаваме доволно. Најавивте и гости на концертот.
Кои ќе учествуваат? Гостини се културно-уметничкото друштво Илинден, сепак во таа традиција, и Стефанија. Преспанските звончиња ќе нешто наслушнав ќе доаѓаат? Ќе доаѓаат, да. И каква нивна како ќе се справувате на сцена? На овој концерт има некаде околу 90 учесници, 90 до 100 учесници. Цела филхармонија. Да, 90 до 100 учесници. Јас искрено, овој не ни е прв концерт кој што го организираме со толку многу учесници, доста е напорно. Но самата желба да се направи нешто добро и кога и децата ги пеат со таква љубов сите тие песни, мислам дека нема да има никаков проблем, затоа што тие тоа го сакаат да го прават. А Преспанските звончиња ова ќе им биде прво представување во Битола, тоа во големата сала во Центарот за култура, така да мислам дека ќе се представат онака како што знаат. Ќе биде интересно. Да. Од страна на музичка педагогија, колку е важна е кај учениците, бидејќи и двајцата доаѓаат од образование, да уште од мали нозе децата да се потикнуваат, да го преслушуваат народното творештво за во иднина да можат и професионално да се занимаваат со тоа. Па видете, народното творештво, јас сметам дека треба да се изучува уште со самите почетоци во образованието, бидејќи тоа представува одраз на нашата култура, начинот на живот и се она што представува не само музичка култура, туку било каква култура. Кога станува збор за фолклорот како еден поширок термин, кај нас е вистинска штета што немаме еден предмет или да се посвети мало внимание во останатите предмети кои ги изучуваат децата, па мораме на некој начин ние да создаваме нешто во овој стил, за да ги поттикнуваме да се запознаат со нашата културна традиција. Свесни сме самите дека децата повеќе ги интересираат други работи за разлика од нашата традиција, односно музиката, и мислам дека ова е една добра шанса и мотивација за сите оние што сакаат во иднина да се занимаваат малку со корените на нашето културно творештво. Бидејќи вие сте раководител на школата Хармонику, зашто точно станува збор, па еве имаме сигурно заинтересирани гледачи во моментот кои можеби би ве побарале, би ве исконтактирале, како работи сето тоа? Кај нас наставата е индивидуална, значи професор-ученик, бидејќи поинаку не може да се научи свирење на било кој инструмент. Јас работам веќе 15 години активно, имам поминато околу 250 ученици, според бројката што си ја водам така во евиденција. До душа е малку поголема, ама не биле редовни толку или некои се откажуваат, му изгледа тоа тешко, меѓутоа тие што ми се редовните ученици постигнале успех само со работа. Која е правата возраст за да се започне да се учи овој инструмент? За овој инструмент јас сметам дека под 10 годишна возраст со самата физичка подготвеност на ученикот да ја крепи армониката, да може да ја совлада, да ја тегни, бидејќи не е инструментот типот на флейтите или блок флейта или пијано каде што треба само со рацете, тука треба и физички да биде малку подготвен. Јас не ги примам децата под 10 годишна возраст. Тие се ретки што почнале под 10 годишна возраст од преголема желба и инсистирање пред се од родителите, а не Сепак хармониката го варитен инструмент, нели? 10 години звончиња. Хор кој секаде може да се каже дека е присутен кога станува збор за одбележување на разни манифестации во Битола и со гордост затоа што тие се им најмалите, им позитивни, најмузикални на некој начин. 10 години, но тука е и вашата работа, постојана ангажираност, и како уметнички раководител, но исто така и тие мали дечиња ве гледаат на некој начин и како родител. Точно така. Многу е битно она што ние го представуваме како личности, што ќе им пренесеме на тие најмали дечиња. Значи, звончињата не се составени само од најмали дечиња, најмалиот хор е од 3 до 5 години, од 6 до 9 години имаме звончиња 2, тин звончиња кој што започнавме со работа во 2015 година, тоа е единствен хор во Македонија, значи
на тинејџери, кој што постои вокалната група Мелодиум е составена од оние кои што пееле од малечки, па сме ги насочили, сега веќе се ученици во средното музичко училиште. Целта на звончињата е да ги стимулира и да ги развива сите. Ние многу пати кажувам дека ние децата не ги избираме во звончиња, ние ги развиваме сите. Сметам дека музиката не можеме да постанеме сите светски уметници, да бидеме Монсерат Кабале или не знам Павароти, но дека можеме, секој дете има некоја основна музикалност и колку побрзо започне со ево, за разлика од хармониката, каде што има потреба од физичка активност во пеењето, веќе развивањето на музичките способности се започнува од најмала возраст. Во светот веќе постојат и на музика со мама од едногодишна возраст, каде се развива ритамот на децата и така натаму. Многу е битен тој сегмент, колку порано децата, значи започнат со занимавање со музика, толку стануваат подобри личности и нормално тоа зависи од сите нас. Значи како педагози понатаму, како тие деца ќе ги развиваме и што ќе создадеме од нив. Сега прашањето ми кон двајцата, бидејќи во моментов изминат период на комерцијалната културна сцена се сервира секаква музика. И проверена и непроверена, вака да си кажеме. Но како ете вие, бидејќи како што напоменав, доаѓате од образование, цело време контактирате со учениците, со членовите на хармоникум, звончињата, колку е потребно правилно музички да се едуцират, бидејќи сепак на некој начин и музиката е дел од воспитувањето, како што споменавте? Јас мислам дека колегата го даде одговорот малку порано, дека всушност ние сите бидејќи вие доаѓате повеќе од класичната музика, како што е кај нас познато. Да, класичната музика точно и затоа, но класичната музика е нешто кон кое што се стремиме сите. Значи достигнуваме едно совршенство. За жал, фолклорната музика е некако поставена на едни маргини или се интерпретира на еден многу несвојствен начин и точно повторно ќе кажам дека точно поради тоа се навраќаме на тие корени за децата од оној шунт кој што им се наметнува на македонска музика, на странска музика, не знам, од српска, бугарска и така натаму, сите тие наши песни македонски кои што се обработени, препеани и така натаму. Јас многу песни, пошто учев и во Србија и во Бугарија, во Софија, многу песни сум ги слушнала таму, како бугарски. Баба ми беше многу песни македонски познаваше тај, преку неја ги запознавав песните и кога ќе разговарав со неја, баба, еве една песна македонска или бугарска песна, таа ми каже дека не е бугарска песна всушност. Многу работи не си знаеме за нашата музика, имаме наплив од сите изведувачи, а корените имаме многу музика всушност ние и доаѓаат многу, имаше во музичкото училиште композитори од Норвешка, мислам дека беа, кои што дојдоа да црпат од нашите корени за да добијат инспирација да некаква музика за да компонираат музика, а ние со нашата музика што правиме? Значи, тоа е адекватното прашање. Точно така, значи што правиме ние со нашата музика? Затоа се вративме, како што каже колегата, се вративме на онаа изворна музика која што изведува Анка Гиева, без тие турски трилери или не знам, сега може ќе се наведам негде кај што не доволно ги разбирам тие начини на изведување на музиката кои што навистина не дразнат веќе и нашето сетило го дразнат максимално. Јас ви посакувам многу успех, значи на 17 април сите битолчани од регионот се поканете на концертот. Да, овој концерт јако е концерт на детски хор Звончиња, е наменет за сите возрасти, од 3 годишна возраст па до 103 год. Сите оние кои што ја сакаат македонската музика и кои што уживаат во звуците на детските гласови, мислам дека треба да го посетат овој концерт и да уживаат во него.
Значи, уште едно да подсетиме, 17 април, 18 часот, големата сала на Центар за култура. Бледниците се веќе пуштени во Да, во продажба, Тобако, да. така да можат сите По заинтересирани. училиштата има билети Да. и така. Јас ви посакувам многу успехи во намерата да успеете се повеќе да ја промовирате македонската изворна музика, а ние се гледаме на концерт. Ви благодарим. Хвала. Почитувани, ние во продолжение одиме со уште една номера од детскиот хор Звончиња. Yeah.